Добро, бе луѓе сте се вознемириле како да ќе одите на Марс, а не в театар. Па ти не гледај во нас, туку гледај во книгата. Маја, те молам, побарај ги оние копчињата за ракавите од кошулата. Кои копчиња? Диамантските копчиња. Не, диамантските ќе ти ги оставам тебе, мајка, ти да се закитиш со нив. Знаеш, кога ќе појдеме в театар, ќе ги забележи белки некои стари ергени, ќе се залете по нив како да се вистински. Ама јас немам таква среќа да ти направам свадба. Многу си духовит, знаеш? Ако продолжиш вака со спремањето в театар ќе стигнеме кога ќе се спушти завесата. Спремете се вие! Бабо, готов е фустанот. Фустан, кој фустан? Па како кој фустан, тој што требаше да го испеглаш? Зар заборави дека одам на роден ден? О, чеда на баба, заборавив. Ништо, веднаш ја стојав за час. Дај, вклучи ја пеглава. Мамо, што правиш? Ништо, еве да го припеглам фустанов на девојчева. Мајде, остави го, може и самата да го испегла. И онака веќе доцниме. Па знам, ама му ветив на детево. Абе, бабо има право, мама, јас можам фустанот и сама да го испеглам. Слушај, Гледај. додека тато излезе од бањата, баба може 10 фустани да испегла. Кој смее да се сомнева во брзината на моето спремање и облекување? Знаеш ли ти дека јас, кога бев војник, кој ќе ни даде узбена, прв бев спремен за старт. Ајде, земи го часовникот и мери ми време. Ајде. Колку е? Ио. Сега! Тања, купи подарок? Аха, купив книга. Дај видам. Одлично. Напиша посвета? Напишав да прочитам. Прочита. Вака. Нека ти се исполни се што самата си посакуваш. Во тоа нека ти помогне мојот најдобар другар, кој од овој миг ќе биде и твој другар. Твоја Тања. Одлично. Овде нешто не ми е јасно. Како може твојот најдобар другар да биде најдобар другар на твојата најдобра другарка? Па баба, вака книгата е мојот најдобар другар. И сега кога ќе подарам книга на Весна, таа ќе стане и нејзин другар. А значи така тоа се однесува на тоа. Јас пак така си помислив дека, знаеш, може би не... Готов сум времето. Браво, побрзи од часовникот. Одлично, јас сум најбрзиот човек, ама пак морав да си ги најдам сам копчињата, благодарам. Ајде, ако сте спремни, дами, да појдеме. На тебе се чека. На мене се чека. Па ако се чека на мене, да тргнеме или да си легнам и да здрем. Да тргнеме. Да тргнеме. Конечно, малку мир во куќава. Ти кога излегуваш? За едно 5 минути. Треба да дојде татко и на Весна со автомобил и да ме земе. Но ова е па не знам каде живее. Опа! Ќе мора да ме запознаеш со таа твоја нова другарка, важи? И да те запознам што од тоа не си нејзин тип. Кои се нејзини типови? И што всушност знаеш ти за типови? Не знам. Сум читала во книги, сум гледала во филмови. Да? Да, дома е. Тебе те бараат. Да, јас сум. Сега? Добро, веднаш. Сесим добро. Оле, татко и на Весна доаѓа, јас уште не сум го испеглала фустанот. Во фармерки ќе одам. Не заборавај да ме препорачаш кај твојата другарка, важи? Се вика Весна. Здраво! Конечно и ти пристигнал. Како ти се допадна нашиот нов автомобил? Супер! Ајде, смести се нека. Да, јас што можам да те послушам? Па, со како има. Драга моја, во оваа куќа нема што нема. Ти само побарај ако треба од крајот на светот ти си. Каков сок сакаш? Се едно е, те може домашен. Очигледно за други не знаат. Повели Тања, природен сок правен на Хаваите, специјално за татко. Ти се допаѓа? Добар. И само толку имаш да кажеш. Па, зарем треба уште нешто да се каже? Се разбира дека треба. Ти досега не си пиела вакво ништо, дури не знаеш дека постои, а одговораш само со едно просто добра. Тоа е нечуена дрскост.
Добро Весна, јас знам дека треба да се почитуваат правилата на однесување на куќата во која што се наоѓаш, но нема меѓу нас да се замеруваме. Еве побед, нека ти е честит роден денот. Имаш право, Тања, извини. Вие сте раководство на класа. Барам од вас да ме изберете за делегат во наставничкиот совет. Уште не сум завршила со разговорот. За председател на младинска и за член на општинскиот комитет на младината. А зошто мислиш дека ние би морале да го сториме тоа? Да не е белким за парчето торта? Не само заради тортата. Јас ги имам сите квалитети потребни за тоа. А тие се? Моите родители. Навистина? Па тогаш да ги избереме твоите родители наместо тебе? Како се осмелуваш така да зборуваш за моите родители? Тие се... Добро Весна, знаеме кои се твоите родители. И не ги навредува Кире твоите родители, туку ти, затоа што ги користиш нивните имиња за да ги оствариш своите амбиции. Може би идната година ќе бидеш избрана за председател поради тебе самата, а не поради твоите родители. Јас сакам сега и така ќе биде. Мене не сме ништо да ми се одбие што ќе посакам. Добро Весна, ако мислиш дека тоа што го бараш се купува во продавница, тогаш побарај од твоите родители да ти го купат. Од нас нема да го добиеш сигурно. Ќе ги запаметам овие твои зборови. Утре мајка ми ќе дојде на училиште и нема да бидеш председател ти, туку јас. Весна, зарем толку сакаш да бидеш раководител? Највеќе од се на светот. Нашето семејство е создадено да раководи. Тогаш мораш да бараш друго училиште. Целиот клас е согласен. Си ги купила на твоите родендени, како што и овој, па сакаш и нас да не купиш. Епа нека ти е честит родендено, драга Весна. Но чекајте, јас не ме послушив со торта. Не, тортата јади си ја сама. Мамо, тато! Што е, Весна, што се случило? Тие си замина. И ти поради тоа си ги упропастуваш твоите убави очички. Но не прифатија ниту едно од моите барања. Тие ми рекоа да ви изберат вас за раководители, наместо мене. Убаво ти одговориле. Кога сакаш да се китиш со туги, пердуви. Наместо да ги браниш тугите деца, подобро е нешто да сториш за своето дете. Го пропастуваш детето со твоите глупави амбиции. За неја ќе биде подобро да научи дека прво треба да и никнат крила, па после да летне. Не заборавај дека ни ти не полета на своите собствени крилја. Дојди, Весна, кај мамичка. Не грижи се, чудо. Јас, мама, тебе се ќе ти среди, ќе ти купи се. Ќе ми те пратам во странство да се школуваш. Само ти да си ми среќна и задоволна. Милата таа Мамичке, колку те сакам. Ти си најдобрата мамичка на светот. Сино моје. Што, заврши забавата? Не, јас си заминав. Добар е филмов. Стар, реприза. Ја поздрави Весна од мене. Нема време. А од играње? Не од незиното дърдорење. А и подобро што не си незин тип. Од каде си толку сигурна? Па дури не си ни председател на куќниот совет. Што има тоа врска? Епа голема врска има. Ајде, отидов јас на спиење. Ај. Кажете што е толку смешно, јас да се насмеемал. Една смешна представа. Трке моје не. Твоја работа. Ако не престанеш, ќе умрам од смеење. Ти да претанете. Луѓе, навистина, зашто почесто не си излегуваме, а? Каде? Кој може да биде во овој? Јавите. Да, молам. Ама вик. Да. Чекайте, вие другарке сем тоа дрвр, имате ли име? Што? Керка ми е невоспитана, таа да ми каже. Чекайте, како вие се осмелувате така да зборувате за моето дете, да... Ми е тресна слушалката. Не знам која и да е, ние раси по забавата. Тањичка, знаеш ли ти нешто за оваа жена што така зборува за тебе? Па според начинот на кој што се представи Дрмр, мора да е мајка и на Весна. Таму бевме роден. Мајка и според гласот што зборуваше беше многу луд. Ај кажи ми, Вестинот, што се случило? Абе, тато, тоа е еден проблем што ние во класот сами ќе си го решиме и воопшто не е толку важно така да си ја ресипуваме забавата. Така. Ај сега кажи уште нешто од пред. Сега. Слушајте. Тега.
Македонска радио